Блокирање на патни правци и делници, воспоставување нов режим на движење, блокада на простор, воспоставување на контролни пунктови, пребарување и претреси на терен, следење на социјални мрежи и така натаму и така натаму. Ова е дел од планот на мерки и активности на власта на СДСМ ДУИ, кој што е во сила и кој што јасно укажува на, цитирам, недостаток на електрична енергија и пораст на цената на електрична енергија, проследено со, цитирам, реални безбедностни предизвици кои што може да рефлектираат и економски, социјални и безбедностни појави со негативни последици. Ова е документот со кој што МВР веќе 2 недели се подготвува за долга и тешка енергетска и економска кризна состојба. И план кој што нема да заврши на 9 декември, кога истекува кризната состојба во Македонија воведена заради енергетската криза, бидејќи таа очигледно нема да заврши. Планот што го држам во рака јасно укажува колкава е вистинската енергетска криза, дека состојбата е катастрофална и дека СДСМ ДУИ немаат стратегија за излез од неа. Напротив, овој план укажува на драматични, долгорочни состојби со вознемиреност кај граѓаните и план кој што предвидува нарушување на јавен ред и мир. СДСМ ја сокрива вистината. Овој план укажува дека кризната состојба не е воведена на кус рок за, цитирам, вбрезгување на финансиски средства во енергетските компании со цел да се стабилизира состојбата на пазарот на електрична енергија, затворен цитат, и дека тоа не ги надминува последиците. Зар за така кус рок од 16 ноември, кога е влезен во сила овој документ, до 9 декември, кога завршува кризната состојба, за само 2 недели МВР изработува план за набавка на дрва за грејење и агрегати за струја за секоја станица или објект. Планот укажува дека СДСМ ДУИ се подготвуваат за долги рестрикции на струја, односно власта крие дека, сега го цитирам министерот Бектеши, не се предвидени рестриктивни мерки. Почитувани, наместо да се преземат конкретни чекори за излез од кризата, наместо да се преземат мерки за одговорност за ваквата состојба, СДСМ ДУИ планираат воведување на рестрикции и при тоа вистинска состојба на полициска држава со следење, блокирање, забрани за движење. СДСМ се најодговорни за ваквата состојба, економска и енергетска криза, поскапување кои и СДСМ ДУИ, заради кое што СДСМ и ДУИ не можат да бидат дел од решението. Ви благодарам на вниманието.